Премиерот Ковачевски нема намера на јавноста транспарентно да ја покаже кој го платил патувањето на неговите деца во Соединетите држави, каде владината делегација беше во работна посета една седмица, прво војче од Америка, а сега екскурзијата на децата не била на товар на буџетот, вели премиерот без да одговори дали има намера да покаже докази за ова што го зборува. Ќе се одважите транспарентно да покажете кој го плати патувањето на вашите деца во Соединетите Американски? Сите мои патувања, ја тоа го одговорив веќе, сите мои патувања кои што се службени или на делегацијата, тие се одобрени согласно со процедурите во владата. Меѓутоа патувањата на другите членови на моето семејство за приватни активности се нивна приватна работа и немаат никаква допирна точка со буџетот на државата. Одговори, но не покажува како е платено за хотелското сместување на децата, дали тие престојувале во истиот хотел со останатите членови на делегацијата, како е платено за децата за време на прошетките на членовите во Вашингтон и во Њујорк, дали децата се превезувале со службени возила или такси. Голем број прашања остануваат нејасни, иако премиерот тврди дека приватните патувања на децата немаат допирна точка со буџетот на државата. Пред неколку дена Ковачевски како да избегнуваше да одговори директно. Второто прашање, Веќе пети ден од владата нема одговор колку членови броела делегацијата и колку чини прекуокеанската работна посета. Според пишаните правила за протокол, за време на работната посета не е задолжително ниту присуството на сопругата, а за тоа што премиерот си ги понел и децата, експерти коментираат дека во најмала рака тоа е неморално политичко однесување, особено што Македонија е на врвот на ранг листата најсиромашни земји во Европа. Ова не е прв пат Ковачевски да ги помеша членовите на делегацијата и членовите на неговото семејство. Лани во Рим кај папата ја поведе својата ќерка, па несмасно пред јавноста се правдаше дека таа била дел од делегацијата.